Во околината на нашиот град може да се забележат многу новоизградени објекти наменети за спорт и рекреација, како на немладите, така и на возрастните. Тие представуваат украс за нашиот град и се простор каде што слободните спортски активности и рекреацијата доаѓаат до полни израз. Нивната изградба ја реализираше во најголем дел општина Кочани, потпомогната со средствата од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. Колку она што го градиме го чуваме. На повеќе локации во градот се уништени детски игралишта и други објекти. До каде ќе оди негрижата? Од комуналното јавно претпријатие Водовод истакнуваат дека тие и понатаму ќе водат грижа за игралиштата на територијата на општина Кочани. Комуналното јавно претпријатие во соработка со надлежните инспектори од локалната самоуправа на собственото кој го држиме во Водовод, секоја недела даваат извештај, значи комуналниот инспектор дава извештај за настанатите штети по овие и комуналното јавно претпријатие со набавка на материјал од локалната самоуправа ги сервисира на определен период, например крајот на месецот или два пати во месецот ако има една појава, сепак стварно која е регистрирана, која ние не сме во можност тоа да го видиме, него на апел од граѓаните имаме стално зимање на песок од овие од игралиштата, но Калиманова глава ќе ја и сервисираме сега паркот, дека е во градскиот парк исто стално допълнуваме со овој песок, инаку и таму е еден апел, значи оноа лулашките кои се наменени се за мали деца, нели не се наменени за возрастни луѓе во ноќните часови, бидејќи таа тежина не може да ја издржи. И имаме кинење на ланците, уништување на корпите, но пак апелирам и до колку може да ни помогне полициската станица, но сепак ќе кажам тоа е свеста на поедини граѓани. Граѓаните за кои се наменети игралиштата со најубави зборови кажуваат за изградбата и постоењето на ваквите игралишта, но упатуваат апел за нивно одржување и чување од уништување. Добро се одржува и тука те игралишта направија за дечињата. Оштетување има. Останува да покаже времето колку и како ги чуваме овие спортски терени и дали и колку тие остваруваат функцијата за која се